Добре дојдовте во процес. Лекарска грешка невообичаена и единствена во историјата на медицината во оваа држава ја потресе државата пред 3 години. Во светот досега се случиле 5 вакви медицински грешки. Денеска во процес за прв пат јавно за своето патешествие ќе зборува Јасминка Велковска, жената која што се уште ја плаќа цената од лекарската грешка во болницата 8 септември. Да. Добре дојдовте во студиото на Нова. Добро вечер. Поводот за кој што сте тука е всушност непочитувањето на одлуката на болницата да ви исплати оштета после се што се случи. Меѓутоа, сакам да почнеме од почеток. Вашиот случај е единствен и невообичаен, а на вас ви беше направена операција при која што погрешно беа споени органите, зашиени органите. Докторката која што ве оперираше од 8 септември, од болницата 8 септември, докторката Гордана Божиновска БАК ме оперираше. Значи, така, отидовте со диагноза карцином на дебело црево? Да, што ме открија таму, значи во болницата. Значи јас во болницата престојував од 1 септември 2013 до заклучно со целосното и операциите се до 30 септември 2013. Вие отидовте со една диагноза, требаше да биде отстранета малигното заболување на дебелото црево, но не само што не беше отстрането, туку беа погрешно зашиени органите. Значи дебелото црево беше зашиено за вагината. Што Точно. И како се случи сето тоа? Па најпрво значи почна што одењето прво на лекар, значи не можев да добиам термин за редовно снимање на колоноскопија. Тоа мене ми се случуваше крај на август, добив дури во декември термин. И затоа одлучив ако може да се сместам во болница, за таму да побрзо да се процесуира, затоа што имам многу проблеми со здравјето. И затоа слободно имаше бев прегледана со ехо, значи во болницата 8 септември бев упатена. Добро, се случи операцијата, ве оперираше докторката која што ја спомнавте. Така. Значи како течеше постоперативниот тек, ме интересира понатаму што се случуваше после операцијата. Докторката ви кажа дека е успешно завршена? Така, значи јас лежев таму во одделението прво што е во шок соба, значи 5 дена, добро, и таму ме прашуваа дали имам гасови, и јас им реков да, меѓутоа последниот ден, тоа 5-тиот ден беше гасови, меѓутоа не од анусот, него од вагината. Рекоа добро, ќе биде добро, и потом 5-тиот ден ме сместија во соба и веќе почнав да имам столици. Значи јас одма кажав дека столиците не излегуваат преку анусот, дека излегуваат преку вагината. И ми рече докторката, не е проблем, тоа е нова метода, така треба, нема да се секираш, ова е нешто ново кај нас. И јас се трудев да прифатам дека е тоа така и ме отпуштија дома. Значи, колку време живеевте така? Колку време се случуваше тоа, се до моментот додека не се откри зашто се работи? Тоа до јануари 2014 значи, тоа се неколку месеци. Во декември се откри, значи тоа се после додека снимања правев, додека се откри се убаво како што треба, сите испитувања се направат, значи уште 1 месец ми требаше. Така, вие после почнавте да одите на хемотерапија, која откри целата работа? Па најпрво се откри во онкологија. Значи во клиниката за онкологија при бележење, значи јас требаше да одам и на хемотерапија и на зрачење. И при зрачењето, значи таму компјутерско снимање се прави, и пребележењето, значи каде точно е лоцирано местото кај што треба да се зрачи, открија дека не е во ред. Меѓутоа исто после јас им кажав и таму дека нова метода ми бара исто повеќе, значи од ова отпусно писмо што го имам, ми бара повеќе како образложение како била операцијата, меѓутоа мене не ми дадоа ниту еден документ од болницата друг освен ова отпусно писмо. И после ме пратија на магнет, значи на магнетна, и од таму веќе почна другите работи. Таму се откри точно што како. Преку магнетната.
Јас морам да нагласам дека операцијата беше правена под супервизија на американски лекар, така беше, Така, нели? во посета беше, да, и затоа јас се одлучив таму да ја правам таа операција. Тоа беше тој американски лекар, јас да ги потсетам гледачите дека тој беше дел од тимот на лекари кои што ги обезбеди Министерството за здравство, лекари едукатори кои што беа дојдени од Америка, а за кои што во 2014 година американскиот магазин Fate обелодени дека не само што оперираат тука, туку и приповедаат. Значи, операцијата е правена од докторката која што ве оперирала под супервизија и едукација на обучувач лекар од Америка. Да, беше присутен, јас го имам видено, одеше со докторката, а се тоа. Знам дека беше тука американец. И тој ја обучувал за таа нова метода, за која што лекарите од клиничкиот центар, хирурзите тврдат дека тука, односно кај нив се работи 27 години. Па јас бев толку, мене ме убедија во таа нова метода, што јас и ги убедував дури професорите дека имам нова метода, значи за жал. Дека мора да биде така. Да, и така, тоа многу тешко ми падна. Кој потоа ја презема работата во своите раце? Кој го откри сето тоа? Тоа беше се случи во клиничкиот центар на доминална хирургија. Кога ги прибрав сите снимки значи во онкологија кога ги однесов снимките, докторите таму ми рекоа подитно на нашата универзитетска клиника да барам од професорите, значи кои они се најкомпетентни да ми помогнат. Значи тоа беше периодот пред Нова година, значи 30 декември и понеделник, значи беше кабинетот на професорот Пановски баш тогаш, со хитен, значи јас бев упатена таму и професорот ме прими, ме сослуша и ми даде дополнителни испитувања да направам. Значи тогаш се поврзаа празниците. Значи таму послам Божик, значи он ме прегледа, се установија како што, ама за да бидат сигурни, значи дополнителни иригографии се направија. И после тоа се откри дека мора подитно да се прави операција. Нова операција. После тоа следуваа уште 4 операции кај него. Односно, да, уште 4. Со ова што беше направена во 8 септември. Така. Значи прво ова беше најсложена операција што ја преправаше, да, односно втората операција, значи јас бев од многу тешка состава. Значи во последен момент сум била фактички дојдена кај него. Значи тоа ми било последен момент, значи он се што може направи за мене. Извадивме и кеса од десната страна, пошто тенкото црево ми било залепено за стомакот, вагината била наполно оштетена, па извадено е делови од стомакот, па лепено. Значи буквално целиот стомак е, како се вика тоа, се е погрешно споено и зашиено. Да, значи се е од поново направено како што треба. После тоа во март месец ми беше направена реконструкција на кесата, значи професорот прво ми вршеше испитувања дали ми е проводен анусот, значи правев испробувања, па потоа се одлучивме дека може кесата да се врати назад за да можам хемотерапиите кои ги примам да ми делуваат низ целиот организам, пошто ги примав венски и убрзано, значи по 3 дена, на секој 10 дена, по 3 дена лежев на онкологија и примав такви венски хемотерапии, плюс што ми беа доделени од таму и што сама ги набавував. Значи 14 хемотерапии такви примав. За да се убрза процесот. 40? Сега имам 42, тогаш имав 39, кога почна, за жал, се тоа случување што. Вие тогаш се согласивте операцијата да биде снимана? Да, значи многу лекари влегоа во операционата сала и гледаа нешто што досега не се случило во оваа држава и вашиот случај професорот Пановски го изнесе во елитно светско медицинско списание. Да, беше и презентиран и операцијата беше снимана. Да, тоа беше со моја согласност, бидејќи он ми објасни дека е многу редок случај ова што ми се случило. После операцијата ми објасни што како и претходно,
значи и претходно кога да се сними и после тоа, значи ме праша дали може да се објави во медицинско списание, јас се согласив и се потпишав. Значи јас Ме интересира дали во меѓувреме побаравте помош од Министерството за здравство, од Фондот за здравство. Во целиот тој процес ви имавте и трошоци, и снимања кои што требаше да се забрзаат, и прегледи. Добивте ли некаков повратен одговор, ве викнаали во Министерството за здравство, побаравте ли помош? Го изнесовте ли вашиот случај таму? Ги известивте ли што се случува? Значи јас година дена бев по болници, по снимања, по се, значи доека можевме, значи сами тоа хемотерапија се да издржиме, значи одевме, потоа побаравме помош лани, значи дури лани до Фондот за здравство, лично до министерот поднесов. Значи му го образлучив буквално целиот случај од почетокот до крајот и барав помош да ми помогнат. Значи како побрзо да успеам за снимање? И за снимањето, значи и за пропратните проблеми што ги имав други. Тоа снимање на PET scan вечинеше? Во болницата Систина 70.000 денари. Си го плативте сами? Лично да, сами. Фондот не прифати да ви покрие? Па фондот ние бевме до фондот, меѓутоа не ви одобрија. Не ни одобрија ништо од нив. Значи немаме. Од Министерство за здравство немавте? Немам се уште одговор, чекам, значи имам документ се што ми е напишано, имам на картичка дека ми се примени во архива документите. Колку време помина од тогаш? Па еве сега до октомври една година. Случајот доби потоа правна разрешница, односно пријавен е од трето лице. Така, по дојава. По дојава е пријавен и обвинителството го презема случајот. Докторката беше обвината 3 месеци условно. Да. Вие се одлучивте спогодбено, предпоставувам дека заради вашата здравствена состојба понатаму, се одлучивте на таква разрешница, спогодбено болницата да ви исплати оштета. Па да, јас бидејќи со здравјето, значи јас се движам со помош, значи не можам сама. Значи јас одлучивме така да биде да не одам по судници, да не тоа ми е дополнителен и психички напор. Значи имам трауми веќе од операциите, од сите работи што ми се случува и затоа одлучивме да биде спогодбено. Значи и за болницата да биде добро и за мене лично, значи јас треба да продолжам со лекување кој што ми требаат уште средства и рачунам дека они ќе ми помогнат во тој случај што јас ме оштетила, значи да ми едноставно да ми исплатат оштета, да. Да напоменеме дека на вас треба да ви биде извршена уште една голема хируршка интервенција во соседна Србија. Така. Ткивото не е отстрането, значи освен што е направена лекарска грешка, ткивото не е сосем отстрането и болеста си има расширено, така да вас ви престои уште еден голем трошок. Последно е дека одборот во болницата одбил да ви ја исплати оштетата. Вие неофицијално се договаравте за одредена сума од некои 50.000 евра. Се договоривте. Неофицијално е да. Спогодбено на 30.000 евра со нивните адвокати. Вашите адвокати ми известија дека последно е дека одборот на болницата 8 септември одбил да ја исплати оштетата. Што понатаму? Па планираме, ако во моментот, значи они го слушаат ова, го гледаат, ако не се произнесат, значи дека тужбата ќе следи. Значи нареднава недела ќе следи тужба. Поднесете тужба. Да. Јас пред да седнеме во студиото се обидов да го добијам неколку пати директорот, беше отсутен, но јас бидејќи секогаш е транспарентен, предпоставувам дека ќе имам одговор од нивната страна и да се надеваме дека тој одговор ќе биде позитивен. Значи вие ќе поднесете тужба доколку не биде исплатено оштетата. Да, и тоа многу брзо. Значи веќе чекам, значи од мај месец е донесена пресудата, ајде правосилноста 1 месец ја чекавме. Значи се одуговлачува времето, а јас време немам. Значи моето здравје не трпи да се чека. Така. Се надевам дека после емитувањето на емисијата и контактот со надлежните во болницата ќе се произнесат за ваквата небулозна ситуација.
На вас ви посакувам побрзо оздравување, што побрзо да се реши оваа ситуација и да добие вистинска правна разврска случајот. Па ви благодарам и на вас што ми остапивте време во вашата емисија и би сакала оваа прилика да ја искористам јавно да се заблагодарам на сите доктори од онкологија, посебно на Универзитетската клиника за дигестивна хирургија, специјално на професорот Пановски, што му го спаси животот.